Нашиот денешен гостин. Baba, ja sam polumakedonac, ali to Има nisam некоја rekao генетика još, da. нешто. Polu sam makedonac, majka mi je dakle iz Ohrida. Некои ќе речат дека неговиот успех е внимателно isplaniran. Сепак, Ja ničeg nisam svjestan, ja samo uživam. Така е. I samo така. pjevam, i to je poanta. И имаш да речеме некои сеќавања што ти се посебно драги. Onaj moment gdje ja pjevam na ulici sa starijim ljudima i iste te ljude koje sam upoznao na ulici sam prije tjedan dana sad zvao kao gosta na koncertu. Moja prva omiljena pjesma je bila... во оваа епизода Јаков открива дека Cijelo djetinjstvo sam ja slušao izjave da se manim pjevanja i da idem učiti. U dubini sebe osjetiti da je mene Bog poslao, da se ja dajem ljudima, da ja ljudima pjevam. од пеење во ресторани до полнење арени. Јаков Јозиновиќ во 1 на 1, сезона 17. Сезона 17 1 на 1 продолжува со еден феноменален гостин. Гостин кој што, па јас не знам дали бил на... Јаков, ти знаеш ли колку ќе трае ова интервју прво да те прашам, па ќе те најава? 2 sata. Ти кажа? Rekli su mi tako. Да. Значи, продолжуваме тука. Да, значи, ова е интервју со човек кој што досега не дал интервју повеќе од 1 сат. Така да ќе видиме што ќе се случува, ќе зборуваме со балканскиот феномен. Многу ми е драго што е тука. Hvala. Не е за прв пат во Скопје, да не мисла така. Ovo mi je drugi put u Skopju, hvala vam što ste me ugostili. Јаков Јозиновиќ. Drago mi, hvala na najavi. Баш ми Odlična е je najava. Мене ми е уште I повеќе. sve sam razumio. Тоа е добро. Тоа е добро. Многу се радува публиката што си тука. Многу се среќни сите. Среќни сме и ние. Како да ти кажам, навистина е интересно да се види нешто, ајде да кажам, нетипично. Значи, ова што тебе ти се случува е нешто нетипично и сосема нормално да сите навиваме тоа да успее. Сега како тоа ќе се одвива, ќе видиме, ќе Да. правиме разговор јас и ти за тоа. Најпрво сакам да те прашам. Стигаш во Скопје втор пат, окей? Tako je. А мај замисли си во било кој град, каде и да си, доаѓаш по прв пат. Што гледаш, што бараш, кога стигаш во нов град? Кај одиш? Што сакаш прво да видиш? Da, kad stignem u novi grad, većinom uvijek idem gledat restoran neki dobar i da li imaju neke zanimljive znamenitosti. Добро. S obzirom da sam ja Skopje već vidio prije 3 godine, vidio sam centar, ali me zanima malo okolica, nešto tu, tako da planiram sutra otići i ostalo vidjeti, ali definitivno sad kad idemo u neki prvi grad, volim vidjeti dobre restorane i dobru hranu i kulturu. Значи те интересира добар кафич, добар ресторан, Pa нешто da. така. I uvijek gledam, recimo, uvijek kad idemo u neki novi grad, gledam da li ima nekih poznatih glazbenika koji su iz tog grada došli, Браво. koji su se u tom gradu rodili. Те изненадило нешто? Пример да најдеш некој и не знам, појма немав дека тој и тој е од ваму. Pa sad bi morao razmisliti, ali mislim, mene nekad iznenadi da ima dosta pjevača hrvatskih Dobro. koji su iz mog grada. Така, кои се тие? Ja sam iz Vinkovaca А кои се пејачите? i recimo Indira Kolonija i Goran Bare i Majke. Колонија. Kolonija je, Од моје време. to je u tvoje vrijeme, tako je. И пази, во оваа турнеја на која што се наоѓаш, го обиколи целиот регион. Да. Значи беше во многу градови, виде многу екс-југословенски држави. И сега како човек кој што нели никогаш не бил југословен, ти си роден Хрват, тоа е Тотално тоа, извон тог тоа е времена, се. да. Така, имаш 20 години, ете да кажеме за тие што не знаат. Чувствуваш ли, осеќаш ли сличности меѓу градовите? Како ти делуваат? Pa definitivno osjetim sličnost, vidi se da smo mi svi taj neki dio Balkana i te regije i to iznimno cijenim i ono da sam mogao birat, majke mi ne bi ništa bilo drugačije da se rodim negdje, nego točno na prostoru Balkana, jer svi imamo taj neki isti duh Balkana i ono kad odem, ne znam, u Barcelonu, vidi se da oni nisu naši. Tak. A mi smo svi svoji. Ja to tako gledam. Ja i kad vamo dođem, osjetim da smo svi svoji, da nismo nešto previše različiti. I to je poanta svega. Dел од тебе што се чувствува како да е дома кога оди во Сараево, Tako je. Скопје, Tako je. Белград, не знам. Da. Така? Je, Браво. baš to. I mislim da je to najljepši dio svega. Cijele ove turneje koju ću sad doživjeti u idućih godinu dana, da se stvarno u svakoj državi i u svakom gradu osjetim ono dovoljno kao isti svi oni. И шеташ, да речеме, Така е. низ Скопје и некој Јаков! Јо. А ти не го знаеш кој е, он те знае тебе. Да. Се навикна на тоа или Pa уште ти mislim, е... tipa,
U Hrvatskoj sam se navikao na to. Ali sam baš sad komentirao sa svojim ljudima da mi je nezamislivo da me iko u Skopju zna. Apsolutno nezamislivo, jer sam prije 3 godine bio u Skopju i jedva su me prijatelji znali koji su sa mnom bili. 100% anonimen. 100%, da, apsolutno. I onda sada radim i veliki koncert, vamo mi je isto nezamislivo. Tako je. Ali možda samo moment da staneš i budeš zahvalan za sve i za 20 godina se sjetim kako sam sa 20 godina radio koncert u Skopju. Koliki god on bio, velik, mali. A dobro, kako reagiraš? Znaš, što ti pominува niz glava kога ќе го чуеш тоа? Jakov! Pa mislim, s obzirom da moje ime nije često, jer, evo recimo, znaš li ikog da se zove Jakov, a da nisam ja? Jakov Drenkovski, ќе го поздравиме. Има. Naš Makedonac, pa kako Da, kantautor. Tako je. I recimo, s obzirom da to ime nije učestalo, ja realno, kad mi neko kaže Jakov, znam da misle na mene, jer stvarno nema nikog. I onda sam se ja već nekako s te strane na to navikao, ali da mi je dalje smiješno i simpatično je. A mislim, smiješno je. Mislim, ušte uživaš, simpatično, така? Da. Убаво ти е. Je, ušlo je, da. Kako ne? Види, ама исто сигурно дел од тебе вика, види, ова година, 2, 3, 10, 20, некогаш ќе стане онака too much, као, ама сакам да јадам, као, добро. Ali, znate šta, kod mene to nije problem, barem za sada, ali vjerujem da neće biti u budućnosti, zato što sam ja poprilično volim ljude i ekstrovert sam i volim druženja i volim pričanje i mogu bi pričati cijeli dan sa nekom osobom, tako da meni to ne stvara problem. Dapače, meni kad neko na ulici priđe, ja to iznimno cijenim i volim te trenutke, jer iz dobre namjere ti dolaze i prikazuju da vole rad, da vole tvoj rad i cijene. I onda najmanje što ja mogu napraviti je dati se njima i ući u razgovor sa njima i zapravo pokazati da mi je stvarno stalo i do njihove ljubavi. Dobro, ама некои работи не ги бираме, знаеш, некои карактерни особини, психолошки карактеристики и на некој начин ти си за сега и дај Боже да е тоа така, роден за ова. Значи тебе ти е сето ова убаво, природно, ништо не ти е изнасилено и онака као да мораш да го правиш. Pa je istina. Mislim, to stvarno je dio mene. I meni, kad me pitaju da li mi je teško, ja stvarno mislim da mi nije teško, jer sve ovo što mi se događa je predivan jedan veliki blagoslov i ne može mi biti teško jer ja uživam u ovome i ne moram se praviti, to sam ja. Bravo. Ja sada, evo, ko što sam sad pričam, takav sam i na kavi i onda mi je zapravo lagano sve ovo raditi jer se ne moram praviti. Tako. Ljudi su me prihvatili ovakvog i to je najljepša stvar možda. Što ne moram se truditi, opravdavati svoje ponašanje. Takav sam kakav jesam. I to je poanta svega. To je многу liberating, ослободува, пошто ти немаш потреба да глумиш и кога немаш потреба да глумиш е најлесно. А е? Нели? Браво. Концертот што го спомна е на 9 април. Тако е. Онака долго очекуван концерт кај нас во салата Јане Сандански, така да го најавуваме и тој момент и ќе зборуваме и за концертот, запамтете 9 април, Јане Сандански, еве го и визуалот за тоа, како дел од турнејата Ја за чуда летим на Јаков Јозиновиќ. Јаков, што мислиш дека се случи? Како експлодира целава работа? Знаеш, дај ми, ако треба, еве, замисли си сценарист на филм. И сега треба да го напишеш филмов твој. И сега треба да имаш, ајде да кажеме, 3, 4 или 5 чекори. Знаеш, оно као steps. Имаш 1, 2, 3, 4. Кој ќе бидат тие 5? Како експлодира работа? Како од тотална анонимност стигнуваш до ова што е сега, онага ракета? Кои се петте чекори главни? Што се случи? Znate kako, ja mislim da kad bi išli praviti film o meni, da ne bi ga mogli napraviti. Da bi se zbunili odmah na prvom dijelu. Čekaj, kao, prodao je ovo, ali nije pjesma, di je, šta je, kako, gdje, kada. Tako da ja mislim da bi to bilo teško. Ама ако си ти режисер, како ќе го направиш? Кој ќе биде step 1? Step 1? Да. Pa step 1 je da ja cijeli život pjevam. Dobro, to je pametno, okej. Dobro, step 2? Step 2 je da nikad nisam odustao. Е сега тоа што значи? Се гледаше од мал дека ќе бидеш музичка звезда? Ja sam od malena htio ovo. U smislu, nisam baš mislio da će se ovako rano dogoditi, ali uvijek mi je bila želja raditi glazbu. I baš to što ste spomenuli, da jednostavno dobiješ dar od Boga i ja vjerujem da je to neki poziv. Da je to doslovno moj put, da je ovo za mene, da ja ovo stvarno trebam raditi. Da ništa drugo doslovno ne trebam. Ja točno u dubini sebe osjetim da je mene Bog poslao, da se ja dajem ljudima, da ja ljudima pjevam, da ja u tim dvoranama njima stvaram emociju, da zajedno stvaramo emociju.
I sukladno tome nikad nisam odustajao jer sam čvrsto vjerovao da stvarno ovo moram raditi. Tako da bi to bio step 2. Da stvarno nisam nikad odustajao, dapače znao sam da ću sigurno jednom uspjeti ako budem čvrsto vjerovao. I čvrsto sam vjerovao. Понатаму, после тоа? Step 3. Step 3 bi bio društvene mreže. A sve ostalo, mislim da nema više stepova, jer je sve ostalo izvan ičije kontrole. Sve ostalo ja mislim da je sudbina i slučajnost. A možda zapravo nikakva slučajnost, nego baš onako kako je trebalo da bude. Видиш, интересно. Jesam dobro? Jesam... Одлично. Но пази, многу мали места си имаат такви локални звезди кои што цел живот остануваат локални звезди. Знаеш, не го допираат, ајде да кажеме, без да е тоа вулгарно, комерцијалниот успех на музичка звезда. Кај е свичот кај тебе? Знаеш, дали некој ти се јавува, некој те гледа на улица, некој... Како доаѓа комерцијалниот момент? Бидејќи сега полниш арени, друга димензија. Ja nikad sebe ne bi... Naravno da sam to već pitanje dobio i sam sebi u glavi. I ja mislim da nikad se ne trebam izdvajat da sam ja zaslužio to, a neko drugi nije. Ja mislim da su svi to zaslužili. A ja samo kao taj lik koji je dobio to, trebam se zahvaljivati onom gore, jer ja stvarno mislim da je to dar od Boga. Ja ne znam šta drugo može biti. Znači, ti go temaš... Mama i tata su me rodili, Bog mi je to podario sa njima i sve drugo je izvan moje kontrole. Pazi, Jer znam da je jako puno mladih koji isto ovo žele kao i ja i isto se trude i isto su vjerojatno zaslužili. Tako da se ja se ne bi izdvajao, dapače, ja samo šutim, radim i zahvaljujem se. Jer to, ja mislim da drugo ništa ne bi trebao ni raditi. Ali je zanimljivo pitanje, dapače. Фасцинантно е. Да. Знаеш, е многу ретко, многу е... Но сепак ти уживаш, значи, enjoy the journey. Апсолутно. Не се прашуваш зашто сум јас тука, кој ме ставил на овој пат, која треба да биде целта, само уживам. Да. И терам. Ali ja vjerujem, ja i kažem, kad upoznam tipa djecu s 10 godina, Dobro. koja mene pitaju za savjet. Kao mislim. Ja im doslovno jedina stvar koju kažem da apsolutno sve mogu, samo ako duboko u to vjeruju. Jer znam za sebe, ja nisam u svojih 20 godina nisam imao 1% sumnje da ja to neću nekad uspjeti. Ja sam znao i čvrsto vjerovao da se jednom to mora dogoditi. I ja mislim da to tako vrijedi za svakog. Ja mislim da svako treba čvrsto vjerovati i da ako stvarno nikad ne odustane, da će mu se to i vratiti. Види сега, интересно ми е кај тебе, зашто ти имаш и една спортска димензија. Сега не си станал професионален тенисер, ама имаш играно, така? Tako je. Океј, значи ти е јасен тој менталитет на никогаш да не се предадеш. A je? Можеш во еден поен да го смениш цел меч, Да. без разлика Je. кој гейм е, кој Je. сет. Jedno popuštanje ti može totalno drugačiju sliku meča napraviti, da? Но, знаеш, како да кажем, не е само до верба. Сепак ти мораш прво да се осигураш дека квалитетите што ги поседуваш се на ниво, па тек тогаш да стигне вербата. Je. Знаеш, naravno. дали многумина во светот претеруваат, знаеш, само со верба, зашто има разни движења, филозофии и слично кои што само викаат trust. Да, да. Само it's the secret или Да, whatever. Знаеш, ти само верувај ќе се оствари. Не е баш така. Знаеш, ти сепак си се калел, како да кажам, си од улица, па ваму таму, талент шоу, едно друго. Не е тоа само слепа верба и ништо, него ти си работел на себе си континуирано. И тоа е важна порака што треба да се пренесе. Знаеш. Da, ali sad baš razmišljam, možda ja i kad budem imao 50 godina, možda zapravo ja nikad neću znati totalno odgovor na to. I možda ga ni ne trebam znati. Ovo je možda stvarno moj put i samo nadam se da ću za 50 godina i dalje biti zahvalan za sve ovo, jer je ovo stvarno privilegija raditi. И сега како што овие 10 годишни тебе те прашуваат, пример, си побрал ти совет од некој по-возрастни колеги, бидејќи гарантирано веќе си во контакт со познати Чуo sam se s имиња. колегама, да. Да. Од кого ти бараш совет, да речем? Кому ти можеш да се јавиш и да прашаш? И дали воопшто си се јавил некому за совет, за нешто, за... Apsolutno. Pa mislim, meni glavni savjetnik i najbolji prijatelj i sa glazbene estrade i svega toga je Matija Cvek. A on je tu... Кој е Матија Цвек, за да знае и публиката? Matija Cvek je jedan vrhunski hrvatski glazbenik i tekstopisac i kantautor i svaki epitet i svaka pohvala koja se može dati uz to ime, to je on.
Među ostalom, jedan od hitova koje on ima je Trebaš li me. Dobro. Tako da kad završimo emisiju, kad si pustite, siguran sam da ćete znati tu pjesmu. I sa Marijom Šerifović je recimo snimao duet. Така. A mislim, pored toga ja nisam sa puno pjevača stigao sa glazbene scene pričati. Dobro. Ali definitivno jedni od meni najvećih zapravo idola su mi dali savjete, a to je Dino Merlin ili Nina Badrić. Ili recimo jako sam ugodne razgovor imao sa Aleksandrom Prijović. Tako da ima tu pjevača koji mi jesu dali savjet i jesu me podržali i dali mi neki vjetar u leđa i stvorili mi osjećaj da se osjećam sigurno u ovoliko nesigurnom svijetu. Така е. А кои ти се главни заклучоци од ова што ти го кажале? Pa, mislim, ja mislim da je najbitniji savjet od sviju koje sam dobio je da ostanem apsolutno svoj i da se ne mijenjam i da ostanem dovoljno mal u toliko velikom svijetu. А има притисок за, знаеш, зошто е тоа тешко да се оствари? Pa, kažu ljudi da je teško, meni nije. За сега. Za seda. Да. Za seda ne. Nisam dobro rekao. Kako se kaže Ali? Но, Za seda ne, no in 10 godine. Ke vidime in 10 godine. Ke bom znal. да, така е. Ako ste vi mene išta razumili. Ма супер сме. И сега, знаеш, од мора да има тој некој личен, не е тоа предизвик, не е тоа страв, знаеш, да не ме разбереш погрешно, него не е ни анксиозност, него чисто фактот што ти започнуваш една кариера. Од друга страна, знаеш, полниш арени. Имаш 2 песни, а си наполнил многу повеќе од 2 арени. To je jako nestvaran dio ovoga. To je nestvaran dio, ali znate što je dobra stvar? Što ja ničeg nisam svjestan. Tako da je meni lagano. Ja ničeg nisam svjestan, ja samo uživam. Така е. I samo така е. pjevam. I to je poanta. Ајде да видиме, знаеш, кај е коренот. Каде порасна, какво семејство, знаеш, што се сеќаваш на првиве години твои? Odrastao sam u gradu koji se zove Vinkovci. To je jedan... Колку жители има Винковци? 30.000. Добро. I to je poprilično zapravo jedan mal, ali dovoljno razvijen grad koji ima jako veliku dušu. I dapače, najstariji grad u Europi. Fun fact. Така? Fun fact. Little did Добра you know, тривија. everybody. Najstariji kontinuirano naseljen grad Така. u Europi. Од колку има? Pa ja nisam se rodio tad, definitivno. Prije je to. Има археолошки Čak локалитети. i prije i ovih starih pjesama koje pjevam. I prije i toga prije je. Уште пред Оливера. Evo i prije i ove slike je isto naseljen. Dakle, jako star grad. Ali ima ljude koji imaju dušu i definitivno me grad kao takav izgradio. Таму Izgradio mene kao čovjeka. Основно школа, Osnovna škola i средна srednja школа. škola. I tu sam upoznao sve svoje prijatelje i cijelu familiju. Jedini zapravo minus tog grada je što ja tamo se nisam mogao razviti kao glazbenik. Ali je možda to zapravo dobra stvar jer me to naučilo da zapravo se stvarno moram ozbiljno potruditi da bi ja uspio. Pa sam onda recimo cijelu srednju školu na tjednoj bazi, znači svaki tjedan sam putovao vlakom za Zagreb 5 sati da bi ja odradio nešto 5 nešto сата malo. во еден правец. Da. Добро. Da, poprilično dugo. Tako da sam morao se žrtvovati i morao zapravo ozbiljno davati truda da bi ja uspio. Кој беше со тебе? Знаеш, да патуваш со воз 5 сата, некој треба или сам? Sam. Сам? Nikad se nisam ja bojao sam ići. Na kraju dana morao sam. Roditelji rade, sestra je na faksu, a ti Добро. želiš Ама pjevat. И треба да му веруваш на детето за да го оставиш така. Знаеш, сигурно не им било лесно. Оди таму, Загреб, сам. Istina, ali sam ja uvijek nekako volio tu samostalnost i volio sam velike gradove. Jer mi je to stvaralo inspiraciju i želju. Kad bi uvijek došao u veliki grad kao Zagreb, skužim da može bolje. Така. A napredak je uvijek dobar. Мотивација. Pa da. Tako da meni svaki dolazak, sad sam se recimo već u Zagreb navikao. Ali kad dođem u Skopje vidim da ima šta zaraditi još. Kad dođem u Beograd vidim tek da ima šta zaraditi još. Kad dođem u New York, a nisam došao, Ќе видам. onda ću tek vidjeti. А мама, тато, што правиле? Знаеш, Mama, tata najobičniji posao su radili i najobičniji posao i dalje rade i uvijek su bili podrška i oni sami kad bi ih pitali bi vam rekli da je to glazba za mene i cijeli život i sve.
I da, oni su prvog dana znali da ja ću definitivno se baviti ovim. Te podržava Apsolutno, cijelosno? apsolutno. Naravno da su se brinuli jer su znali kakav je ovo svijet. Ali su jednako toliko dovoljno mi vjerovali jer su znali da sam dovoljno sposoban i naučen od strane njih da se izborim u svemu ovome. А нивните животи сигурно исто се менуваат. Знаеш, бидејќи тие остануваат во малото место Да. и слично, знаеш, ти сега одиш турнеи едно друго и се они одат на работа и така натаму, ама сега веќе се родителите на Јаков. Mama ima recimo problem jer je mama dobra sa svima i svako ima mamin broj. I onda je mama počela već biti kao menadžer. A sam baš prošli tjedan kad sam je vidio, rekao sam je, mama, ti si mi mama, ti mi nisi menadžer. Ostavi taj mobitel i rekao, ne javljaj se nikom. Rekao, nemoj uopće ti dogovarat posao, ti si mi mama i ti uživaj u tome. Uživaj bivajući moja mama. Така е. Ti si me napravila i nemaš se ti šta sad umarat zbog toga. Ali da definitivno i njima sad zanimljivo je. Точно. И Да. се менуваат работите. А слуша музика? Знаеш, кога ќе се вратиш на детството, се слушаше музика низ дома? Uvijek se slušala dobra muzika. I mislim da je to definitivno jedan od razloga zašto ja i sad dobru muziku pjevam i dobru muziku želim raditi. Uvijek se sluša Oliver Dragojević, Džiboni, Dino Merlin, Zdravko Čolić. Apsolutno sve što ja sad pjevam. Ај сети се, која ти беше прва омилена песна? Знаеш, сите имаме таква некоја. Moja prva omiljena pjesma je bila Da je tuga snijeg. Да е туга снег. Dino Merlin. Беше Дино Мерлин, да е туга. Да. Tako je. I nju sam čak među prvima izvodio sa 12 godina. Аха, каде, дома? Ne, na TV showu jednom. Локално? Или Državno. на ХРТ нешто? RTL, Zvijezdice. А, на РТЛ. А, добро. Имаше 12 години. 12 godina. Аха. И To je bio како, talent show. како помина? Nisam prošao dobro. Mislim, do polufinala. Па добро. Pa dobro, Окей. nije loš. И таа ти беше првата песна што ја пееш? Da. Да? Добро, Je. добро. Je, to je bilo moje prvo izvođenje. I tako da ta pjesma ima sentimentalno značenje za mene. Jako ju volim. Možda poprilično teška pjesma za mojih 12 godina. Да, мало дете искача. Ja sam tad stvarno mislio da je tuga snijeg. Da, ali dobro. А тато што слушаше? Tata? Да. Tata je volio recimo i Halida Bešića čuti. To mi je bilo uvijek zanimljivo. Imao onaj CD Live iz Arene Zagreb. Добро. I tata je recimo Halida Bešića volio čuti i Dinu Merlina. Obožava i dalje. Така. A sad voli slušat moje pjesme. Мора. Mora, nema izbora. Точно. Пази, интересно е, кога си запел прв пат пред луѓе, сигурно било веројатно дома. Нели? Да. Веројатно. И сега тој момент, како знае едно детенце дека пее добро, тоа е исто многу интересно, фасцинантно. Знаеш, дали чувствуваш ти, дали воопшто имаш сеќавање на такво нешто, бидејќи предпоставувам, музиката е дел од тебе. Ти немаш као пред и после музика. Tako je. Da, to je dio mene. I nikad ja nisam kao spoznao da ja dobro pjevam, ali sam spoznao činjenicu da kad pjevam, da se stvara neki osjećaj u meni koji se ne stvara nikad u nijednom drugom slučaju. Tak. Znači, skužio sam svaki put kad bi išao pjevati, bi ja osjetio neku posebnu emociju. I to je bio užitak. I onda sam ja shvatio da ja to želim češće raditi. Što sam češće radio, češće sam pjevao. Što sam češće pjevao, bio sam bolji u tome. Да. I onda to sve... Во школа пееше? Nisam. Ne, nisam išao. А пример, мислам, знаеш, чувствуваше потреба, сакаше да пееш, ама немаш во хор, не си бил? Bio sam u zboru, da, crkvenom. Добро. Што се пееше? Таму се пеат... Jako lijepe pjesme. Dapače, ako odete na Spotify, Добро. imate od moje 2 pjesme, imate i 3. obradu svete pjesme, crkvene pjesme. А, браво. На Така да твојот личен Spotify Да. збориме, така? Zove Јаков se Ispred Јозиновиќ. bijele hostije. Da, Браво. Ете, нека jako знаат, lijepa obrada. нека знаат и публиката да го чуе тоа. Дали, знаеш, има ли некој отпор на почеток? Знаеш, пак, дали во малото место, не знам, може би е тоа учител, учителка, нешто што и да, знаеш, кај што вика, полека со сонов. Знаеш, као... Predrasude kao da su me da, zaustavljali u tome. To je Не да те спречат, ама као да те, мислејќи да те заштитат, ама... Pa cijelo djetinjstvo sam ja slušao izjave da se manim pjevanja i da idem učit. Jer će me škola osigurat kao osobu i
generalno kao je to bolja opcija. I ja sam učio, ali sam znao da je za mene bolja opcija pjevanje. Pa dobro, ti ne дека си го занемарил Tako da, школото. tako je, ja sam učio, ja sam prolazio s 5. Ja znam zbrajat. Значи, средна школа имаше добри оценки? Da. Ето. Тото. Плюс си, нели, уште студираш Студент, фактички да. политички студии, така? Tako je. Значи, Odnosno novinarstvo, ne bi nikad bio političar. Niti bi Така? se bavio politikom ikad. значи одсек новинарство е тоа. Tako je, mediji, Pa- marketing, Совршено. kolega. Колега, ќе ти годи ова. Охо, Дајте браво, мене, браво. Павле, будем ја. Да сменим. Види, добро, тоа е многу интересно зашто треба одредена цврстина во млад човек за да одолее на сето тоа. Кога Да. му викаат, кога да Да. верува во себе, ама ти веќе е јасно дека и како Да. си верува во себе, плюс подршка од родители и тоа е веќе онака winning practice. Je. Како почнуваш, знаеш, како воопшто доаѓа идејата ќе свирам на улица? Знаеш, како ти текнува тоа? Како доаѓа до тоа? Scene gdje ja pjevam na ulici su se dogodile poprilično spontano. I gdje bi ja recimo šetao ulicom i sreo ljude koji pjevaju i sviraju i ja bi Dobro. im se pridružio. Добро. I neko bi to snimio i objavio. И секогаш некој друг снимаше? Da. Никогаш тоа не беше твоја идеја, еве, Не, оди сними ме. Ne, onaj prvi moj najviralniji video Аха. sa ulice je spontano snimljen. И колку пати, да речеме, си пеел на улица, вкупно? Pa koliko sam stigao i mogao. U počecima dok nije bilo ovo ludilo, sam često kad bi bio na moru recimo došao pjevati tamo. Sad više ne stignem, ali se to dogodilo sigurno 4-5 puta. Знаеш, како ти дојде идејата? Знаеш, многу има To je za dušu. Kad kažem za dušu, to je za dušu. Sve arene su predivne, ali niko ne može zamijeniti spontani trenutak na ulici kad zapjevaš s ljudima koji nemaju ni jedan drugi osjećaj osim ljubavi prema glazbi. Ама пази, тоа се случајни минувачи. Je. Знаеш, и сега има тука некоја магија да ти од случајни минувачи направиш толпа. To je kad me pitate da li ima neki razlog kako se ovo sve dogodilo. Ja mislim da je bila ta ljubav prema spontanosti i prema muzici bez barijera. I to se dogodilo na ulici. И имаш, да речеме, некои сеќавања што ти се посебно драги, не знам, да се случило некоја девојка да поминала нешто, да направила, да кажала, Pa специфични некои моменти? meni specifičan moment koji mom srcu drag je onaj, što se vjerujem da ste možda i vidjeli, onaj moment gdje ja pjevam na ulici sa starijim ljudima. Dobro. I iste te ljude koje sam upoznao na ulici sam prije tjedan dana sad zvao kao goste na koncertu. Jer nekako cijenim početke svoje. А како стигна до контактот? Како го Došao имаше? sam u grad gdje sam ih upoznao, dao im svoj broj i rekao čujemo se. Браво. Želim da mi budete gosti tad i tad, moji ljudi će vas zvat. I lagano smo se dogovorili. Браво. Па да. браво. Знаеш, и имало момент каде што си запеал, а не се собрала толпа? Pa nije bio do sada. Nije tako. Gledajte, ja sam pjevao u restoranima gdje je bilo 2 stola. Dakle, ja sam prolazio momente gdje je malo ljudi dolazilo na koncerte. Ali od trenutka kad sam ja počeo to objavljivati, onda više nije bilo tog momenta. Što je fora? Да. А како stигна до настапи во ресторани? Како дојде до тоа? Кој те повика? Ja sam zadnje 3 godine pjevao po restoranima, kafićima, barovima. И сам одеше во кафичи, во барови, еј, може ли да покажам што знам? Da, Да? pa ja bi im se javio mail, jedan profesionalan mail, halo, dobar dan, ja bi pjevao. I došao bi sa prijateljem koji bi svirao na klaviru Така. i sve ostalo je povijest. И знаеш, ти фали такво време? Да. Да? Ali tko meni brani da ja to vrijeme vratim? Ja vjerujem da nakon cijele ove turneje mogu ja i dalje si priuštiti da odem u kafić i malo zapjevam s nekim. Što Точно. ne? Фуф, тоа ќе биде фора ефтен. Pa da. Точно. А има ли некоја, знаеш, бидејќи веќе осеќаш арени и кога ќе направиш разлика аренава и некое место каде што се 20-30 луѓе во ресторанот, кои се главни разлики? Знаеш, бидејќи ако не грешам, ти исто приоѓаш, пееш. Pa glavna razlika je u broju. Само во број на публика. Pa da. Така. Не ти менја ништо? Ne. Dapače, ja sam imao veću tremu Да.
kad sam nastupao u kafićima. Zašto? Zato što je manje ljudi i svaku tu osobu u prostoriji ti osjetiš. Ako je 20 ljudi, ja tih 20 ljudi vidim. Da. Znači, ja svaku tu osobu osjetim, Da. dok recimo Arena je 20.000 ljudi. Kako je jedan čovjek zajedno. Pa je. I recimo, onda šta je zanimljiva stvar? Ja, Arena Zagreb i Arena Stožice, koje radim sad za 3 mjeseca, sam inzistirao da stage bude u sredini arene. Zašto? Da ja puno bolje osjetim svakog. Da mi ne bude neko daleko. Svi će mi biti blizu. Ja gdje god da se okrenem, svi će biti oko mene. I to mi je recimo jedan od zahvata u budućnosti mojoj kojima se jako veselim. Mnogo interesno. A pazi, Stage će biti doslovno u sredini arene. stvarno je ovo interesno моментот кога настапуваш пред 15 луѓе, еден оди во тоалет, ти се прашуваш да не е заради мене. Da, Знаеш, онака си. to je mene ubijalo. Da pače, ja bih pitao na mikrofon, prostite, rekao, jel vi idete, jel do mene, rekao da promijenim Nešto pjesmu. promenom, da. Da promijenim pjesmu, rekao. Kog sad, Merlina, može. Idem. Je, to me ubijalo. Ovako ne znaš ni ko je došao, ko nije. Вика, да, кога вика еден, вика стотици. Pa da. Али види, интересен ти е тој концепт. Знаеш, на времето YouTube правеа и кои све не, многу правеа такви 360, Да. нели, од сите страни е, знаеш, веројатно е предизвик. Бидејќи па од друга страна многу треба и сценски да размислуваш. Апсолутно. Зашто не сакаш па да им вртиш грб цело време на Pa едни. zato sam ja cijelo vrijeme se vrtio. U krug, ko helikopter. Како хеликоптер. Каков е сетапот за настап? Значи, кога ќе дојдат луѓето на 9 април, така да те слушаат и гледаат, што има на сцена? Ти и кои се други? Ja i najbolji muzičari, kojih je bezbroj. Sigurno će ih biti preko 10. Добро. Dakle, to će biti stvarno aranžmani i glazba koja te ne može ostaviti ravnodušnim. Bar mene nije na probama. Ja sam oduševljen sa svojim bendom i mislim da se stvarno trude. I koncept cijelog koncerta je nevjerojatan. Koncerti traju po 2,5 sata, 3. Одлично. Како се најдовте? Значи, зошто баш тие луѓе се тие што свират со тебе? Ги бираше ти ги препорачаа или некој си свирал ли претходно? Neko mi ih preporuči, s obzirom da ja sam jako kratko u ovome svijetu i ja realno ne mogu znati puno svirača. I onda mi ih većinom neko preporuči. I onda ako mi se svide. I do sad su mi se svi svidjeli. Не се случило да не кликнеш со некого? Па ние. Да речеш као Ние. басистов, Kao ovaj krivi ton. да е друго дете. Ovaj basista vam je dobar bio. Njega zovemo Arenu. Ide sa mnom. Како реагираш кога гледаш дека распродаваш арени во неколку часови или, знаеш, седно, знаеш? Тоа е... Не знам како човек се осеќа. A kako da se osjeća? Ja bih volio se osjećat. Ja sam rekao i po 500 put ću reći i ovdje. Ja, da sam svjestan da sam prodao i Arenu Zagreb i Arenu Ljubljanu, ja bi sigurno bio na koljenima i plako. Od sreće. Ali je... I 8 Sava centri. Evo, i to isto. Ali s obzirom da ja ne plaćam trenutno nego se smijem, to je moja reakcija na to. Mislim, predivno. Да, знаеш, кои ти биле, пред да започнеш, да кажеме, лично ти, кои пејачи или бендови си ги слушал, светски збориме, светски? Svjetski? Да, кои ti bile така драги? Ja sam oduvijek, meni je jedan od uzora bio Shawn Mendes od pjevača. Dobro, Shawn Mendes, okej. Za bendove bi morao razmisliti, ali Arctic Monkeys, jako sam njih volio. Arctic Monkeys. Браво. Arctic Monkeys, onda... Arctic Monkeys имаат многу добра еволуција. Apsolutno. Знаеш зашто прво влагаат она малце Apsolutno, по-жестоко, а apsolutno. више она Da. ново. Da. Volim jako Bruno Marsa, volim jako Lenny Krevica sam Си išao. ги гледал во живо некој од овие? Da. Да? Išao sam, dobro, na Shawn Mendesa sam trebao ići, ali onda bila korona pa se odgodilo. Окей. Сега Bruno Mars има турне. Bruno Mars idem ove godine. Така? Bio sam na The Weekendu, bio sam na Lenny Krevicu, Robbie Williamsu, Добро. И Billie Eilish. Уживаш кога гледаш или учиш? Oboje. Да. Oboje. Uživam učeći. Така е. Што сакаш да пофатиш? Знаеш, кои се работите кои што сакаш да украдеш по нешто? Pa od jednog ukradem stage, od drugog, šans.
Pa mislim, način rada i pristupa i profesionalnosti koju oni imaju je samo meni ono primjer za sve moje. I recimo ova 360 arena Така? je nešto što sam vidio od svjetskih izvođača. Па добро, да. Океј. Ама знаеш кога ќе видиш некоја мала работа, трик, финта некаква што се случува, си викаш, чекај ова, дај да го запамтам, да го запишам. Da, nisam još nikog kopirao. Аха. Nisam nikoga, ali svi su nekako inspiracija kroz nekako, provuku se kroz moj rad, neke ideje i to. Ali nemam sad nešto na glavi baš. А пази, знаеш, делува дека музикава ти е, ајде да се каже, целиот живот. Da. Воопшто некогаш си се запрашал што би правил без музика или толку многу не постои таква алтернатива у животот на Јаков? Pa kao što sam rekao, ja stvarno mislim da je ovo meni suđeno, u smislu da se bavim glazbom u kojim god razmjerima to bilo. Ali da nisam pjevač, šta bi ja volio biti? Tenisač, glumac, volio bi pilot biti, to mi je velika želja bila. Da, jako volim visinu. Значи не можеш гајле со адреналин, со тие работи. Adrenalin jako, da. Tako da bi volio biti pilot. Ono, relacije Skopje, Zagreb, te su mi relacije, se sviđaju. Тука негде. Pa da. Ono, Адриатик. Skopje, Zagreb, Ljubljana. Arena, Jane Sandanski, te lokacije, to mi se sviđa. To mi je dobro. Така. Со некое твое мало авионче, Da. сам Moj летам, aviončić ide, sad ćemo mi завршувам концерт, се гледаме. helikopterom. Dr. Можеш? A mogu? A ko mi brani? Можеш? Što bi Petar Grašo rekao? Да. Ko nam brani? Да, еј, душо, Ko nam brani? Да. Da bude sve kako želi. Колани. Во целата брзина на живењето Мора да најдете моменти за опуштање и релаксација. Што и да правите, без разлика колку и да сте зафатени, најдете си малку мир и релакс. За денес ви го препорачуваме Good Nature Relax, чајна мешавина со додадени витамини B3 и B6. Кога денот ви е полн со обврски, стрес, мисли кои не мируваат, ова е вашето решение. Мешавина од маточина, цвет од лаванда, цвет од липа, камилица и витамини кои придонесуваат за нормална функција на нервниот систем. Само седнете, измешајте, вдишете длабоко и дозволете телото да се смири. Good Nature Relax. Кој ти брани да одеш во Мексико? Hisense, официјалниот спонзор на светското првенство во фудбал, кој ќе се одржи од 11 јуни до 19 јули во Мексико, САД и Канада. Заедно со Горење подготвија голема наградна игра. Во периодот од 18 март до 27 април купете Hisense или Горење производ во вредност од најмалку 15.000 денари и добивате шанса да учествувате во финалниот предизвик – шутирање пенали. Победникот ќе освои патување за двајца во Мексико Сити на отварањето на светското првенство во фудбал. Hisense и Горење, технологија за домот и шанса за големи фудбалски моменти. Дознај повеќе за наградната игра на mk.hisense.com. Имлеко Аза е првиот 100% растителен производ на компанијата Имлек. Вкусовите на овес, бадем, бадем без додаден шекер и чоко бадем се богата ризница на витамини и минерали, обезбедувајќи важна подршка за балансирана исхрана, додека овес бариста е совршен избор за подготовка на вашето омилено кафе. За љубителите на богат вкус, тука е новиот чоко бадем, совршена комбинација од сочни бадеми и неодолива чоколада која секоја голтка ја претвора во момент на уживање. Имлеко Аза, 100% растителни напитоци од бадем и овес, ем вкусно, ем посно. Зошто, знаеш, од сите овие, ете и Халид Бешличи и слични, зошто баш Оливер Балашевиќ, знаеш, како стигна? Исто спонтано беше или ти сепак, тоа ти се пример песни кој што знам дека ги пеам добро, таа ќе пробам да Jedini izvođač u čijim pjesmama se ja 100% komfortno osjećam je Oliver Dragojević. I Oliver Dragojević mi je uvijek bio i zauvijek će biti najdraži izvođač. Ide Oliver pa 10 mjesta prazno, tak. A svi ostali su spontano. Nekako ukus mi se kroz godine profilirao i shvatio sam da najviše volim slušati izvođače koje i izvodim. И добро, кој ќе ти речат, кај тие не се тренд за 20 годишник, знаеш? Ma nema Што ти trenda доаѓа у više. глава? Што ти доаѓа у глава? Mislim da je trend emocija.
I da to treba uvijek biti trend. Ама родителите се предпоставувам, ајде да кажеме, виновни за тоа, така? Мислам, мали се веројатно шансите, а може и не знам, некој што има 18 години или како и да е, на YouTube да баш да налета на Балашевиć. Male su šanse, ali Pa- su bile moguće, jer se to meni dogodilo. I sad se događa svim ostalim mladim generacijama. I ja mislim da to je jedan od najljepših dijelova ovog mog puta. Види, мислам дека многу млади, многу генерации се навраќаат на некои си песни Да. од 80-ти, 90-ти само ради тебе. Знаеш, Ako sam ja stvarno razlog, to je onda predivno. A to je stvarno lijepo. I mislim da ima jako puno dobre glazbe koji su nama stariji glazbenici ostavili. Така е. Koju smo mi nekako zapostavili i zaboravili da je to dobro zbog svih novih trendova i smjerova glazbe koji se rade. I ako sam ja ikojim dijelom dobio tu zaslugu, predivno, i trudit ću se da nastavim i dalje dobru glazbu davati. И види, и да продолжиш, знаеш, малце ми е мене интересно зашто како да требаше да се случи такво нешто. Знаеш, не знам, историја ако читаш или како и да е, знаеш, во години некакви на кризи или не знам што, знаеш, се раѓаат некои филозофи, пророци или било што Да. сакаат на човештвото да му дадат некое учење и да го насочат малку во некое друго нешто, во правиот пат. И знаеш, чувствував дека со години наназад модерната музика не пропагира никакви морални, обштествени, социјални вредности. Je. А со ова што ти го правиш и што ги насочуваш кон Оливер, Балашевиќ и полно други се, Да. окей, знаеш, меѓу другото ти правиш и обштествена услуга. Зашто пак се тоа песни во кои што се зборува за љубов, се зборува за... Da. Знаеш, Sve je to jedna predivna priča i ja mislim da nema ničeg lošeg u tome. Dapače, i volio bi za 10 godina gledat ovo što sad radim i proživljavam i veselit se da smo stvarno dobru glazbu ja kao glazbenik stvarao sa svojim suradnicima i da svi mladi su počeli opet jako dobru glazbu slušati. To mi je baš cilj. така е. Си бил во контакт со фамилиите на Балашевиќ или на Оливер, нешто? Ти се јавиле, те контактирале, може би ти? Sreo sam nedavno baš ženu od Olivera Dragojevića. Добро. I to mi je bila iznimna čast. Baš mi je bila iznimna čast. Mislim, to je ipak žena od mog najdražeg pjevača, pa mi je nekako bilo strahopoštovanje. Да. Ali me podržala i to je sve što meni zapravo mladom dečku od 20 godina treba. Podrška. Ne sputavanje ili ne znam što drugo. Така. Мислам, стварно, одлично. Ај сега за твоје песни. Ја волим има, веќе може над 7-8 милиони прегледи од прилика. Како се пишуваш, бидејќи е таа поновата песна, за неа да зборуваме. Процесов на пишување, можеш да ни го раскажеш? Како стигна? Proces napišuvanja... Прво беше текст, па музика, прво Ja vidite kako музика. već vaše riječi hvatam. Таман си. Pa ja sam polumakedonac, ali to vam Ima nisam neka rekao genetika još, da. nešto. Polu sam makedonac, majka mi je dakle iz Ohrida. Šalim se. Ili? Kako je nastala? Jako spontano. Kao i sve. Да. Napravili smo ju u pola sata. Dobro. Ja i moja sestra Laura Sučec, odnosno Laura koja pjeva, umjetničko ime. Ujedno Тој i moj е back vokal. хендл на Инстаграм, веројатно, така? Je, ime Laura koja pjeva. Така. Laura who sings. Ама од што почнавте? Од текстот? Од музиката? Од акордите? Ona je sve radila, zvala mene i rekla Jakove, imam pjesmu za tebe. Dobro. Ja sam rekao dobro, doći ću, ja sam došao. Prezentirala mi je tu pjesmu i mi smo u pola sata dovršili taj tekst. I bili smo, ovo je pjesma koju publika treba. I ja, prvenstveno. За колку време? За пола сат? Da. Значи немаше негде да заглавите на нешто. Него се... Mislim, može se dogoditi, ali se nije dogodilo s ovom pjesmom. Ova pjesma je nekako prirodno našla svoj put brzo. Која беше, ајде да речем, твоето учество? Што даде ти во песнава? U tekstu? Кој дел, да речеме, ти го пише? Ja sam pisao dio, recimo, baš smo to danas Refrenot? komentirali. Ne, ja sam pisao dio... ja volim kad se tu jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema.
I ja sam pisao dio, a šta sam znao ja, to nije bio plan. Da bit ćeš moja sva. I ja sam napisao... Koji je treći dio što sam napisao? Generalno bi Laura, ovako vam ide naše pisanje, Laura napiše rečenicu i ja kažem, nije mi to. Daj ovu riječ, probaj. Pa onda daj ovu i onda to ona upakira. A ja ju nekako usmjeravam. Pa dobro, така i treba. Pa da. Добро. А знаеш како почна да приметуваш дека луѓето ја пеат? И дали воопшто си приметил, бидејќи кога ќе те види некој тебе, можеби нормално е да запее, ама дали ти се случило некој да не знае дека си блиску, а слушаш дека некој си ја волим? To mi je super. To mi je recimo jedan od osjećaja na koje se još ne mogu naviknuti. S obzirom da mi je tek druga pjesma, ne znam kako reagirati kad ju neko sluša, kad ju neko... Da. Događa mi se da mi ljudi na ulici dođu i ništa me ne pitaju, ništa me ne kažu, samo dođu, super ti je pjesma, ja volim. Ja se pitam, rekao, dakle vi znate, ono. Ali izgleda da ju neko poslušao. Da, jedno 7-8 milioni. Nemojte da provjeravam. Ба добро, види, трета и четврта песна сега, знаеш, и притисокот е голем. Pritisak je, ali dobro. Мора да имаш нешто во фиока. Imam. Сигурно. Така? Имам. И, пример, знаеш која ќе да биде трета или се мислиш? Mislim da znam. Да? Mislim da znam, ali više od toga neću davati. Ali, Dobro. ono što publika može znati da će definitivno biti pjesma koja treba biti treća. U smislu, Dobro. točno ono što i oni žele i osjete da trebaju. Kao što je bilo sa drugom pjesmom. Ja mislim da je s drugom pjesmom publika dobila ono što je htjela. I ja se nadam da će biti tako i za sve ostale. Така. Имаш време за пишување, знаеш, си одвојуваш време за да пишуваш и дали воопшто сакаш да пишуваш? Дали текст, дали акорди? Ja дали... jako slabo pišem. Ja to više pustim svojim ljudima oko sebe. Recimo Matija Cvek ili Laura. Ja pustim svoje ljude jer mislim da oni to rade trenutno bolje od mene. Ja bi volio za par godina se nekako uvježbati da znam pisati, ali trenutno definitivno oni to rade bolje od mene, ali jednog dana. Добро, па добро. Pa da. Има време, и тоа многу време, така да ќе си дојде. Пријатели од детство си во контакт со нив, се слушате, доаѓаат на концерти. Prijatelji moji Да, знаеш што си израснал од основно, од средно. su sa mnom od prvog dana i dolaze na koncerte i dan danas i dolaze na većinu koncerata i mislim da je to najljepši dio svega. Imam prijatelje koje znam 15 godina i to želim da mi zapravo ostane cijeli život i ne bih ih mijenio ni za šta. Те зезаат, те зафркаваат. Apsolutno. Hvala za frkavam ja njih. Pa mislim. Tako da već mi znamo funkcionirati zajedno. Ага. Имаше момент кај што требаше да се адаптирате на тоа, дека одеднаш пријателов од друштво е балканска звезда? Ja, mislim, kao što sam i vamo, takav sam i sa njima, tako da se ja njima, što mi je jako drago, po njihovim nekim očima nisam promijenio i to želim da tako i ostane. Ама имаше разговор, знаеш, да им кажеш, слушајте, окей, се случува што се случува, ве молам, ако нешто некогаш забегам, кажам што не треба, да ми кажете у очи. Apsolutno. Da, uvijek. I to je super što su iskreni uvijek prema meni. I mislim da je to bit svega. Cijenim iskrenost i mislim da me to gradi kod čovjeka. I oni stvarno budu iskreni. Dapače, i kažu im koja im se pjesma ne sviđa i šta im, gdje sam se ružno obukao i tako. Tako da uvijek su iskreni. Тоа е супер, тоа е одлично. Немаш премногу веројатно време за баш сам да шеташ и веќе и те знаат, лесно те препознаваат, вајде и те фотографираат и се, ама дали осеќаш кај луѓето дека ти сакаат да се зближат со тебе само поради тоа што си Јаков? Или се уште те држат добро заштитен, па нема такви работи? Знаеш, дали почнуваш да осеќаш такви луѓе во krugот? Mislim, naravno da osjećam, ali ja mislim da je to nekakva normalna pojava koja ide uz ovo. Ali uvijek nekako po feelingu idem sa ljudima i osjetim ko je tu zbog mene iskreno, a ko nije. A lesno je da se primeти? A mislim, nekim dijelom se primijeti, ali se ja toliko ni tim ne bavim. Volim sve ljude i svakog volim i svakog cijenim ko uopće odvoji vrijeme za mene. Да немаш арена, да немаш настап, да немаш ништо, ајде да речеме недела дена две.
Што ќе ти биде обичен ден? Koji bi bio moj običan dan da nemam arenu? Ништо немаш. Онака, 2 недели си слободен. Што Pa ќе правиш? mislim, s obzirom da je arena samo 2 dana u godini, imam sve ostale obične dane. Nije da radim arenu svaki dan. Па добро, знаеш, ја не сам дански овде, онде. Moj običan dan bi izgledao tako sada trenutno. Odem na faks, budem klasičan student, odem u teretanu. Са класичен студент што се слика 100 селфија по пат. A nije. 99. Šalim se. Odem u teretanu i odem na kavu. Добро. Repeat. Поручек? Ako stignem. Šalim se. Pa odem, da. Prije sam otišao u studentske menze, ne znam kako se to kaže kod vas. Да, менза, Je? да. Ali sad odem negdje na ručak. Neki fini ručak i kući. Си зависник на ова? Da. A Da? svi smo. Па да. Pa mislim imam 20 godina. Nije šokantno da sam zavisnik od mobitela. Tako da, ali nekako se trudim da smanjim to. Аха. Trudim se da smanjim to. Na I što- mislim da mi na dobro ide. На што губиш највише време? На TikTok. TikTok? Да? Pa TikTok, da. И какви глупости ти Ali искача? čim krenem sam sebi izlaziti, izađem iz TikToka. А, Gasi internet. Ne mere više. Volio sam prije dosta slušati podcaste. Еј, браво. Prije sam volio čitati knjige. Sad sam malo pauzirao. Добро. Ali bi se volio vratiti čitanju knjiga. Кои ти беа омилени? Omiljena Подкасти knjiga. да речеме? Ај подкасти да фатиме. Podcast se ne И sjećam светски koji. нека се окей, што и да. Svjetski, često sam znao slušati Jay Shettyja. А, Джей Шети, овој со плавите очи, да. A najdraža knjiga mi je uvijek bila, mislim da bi mogla čak i ostati, Nepodnošljiva lakoća postojanja. I ubite me, ali se ne mogu sjetiti po 5. put kak se zove pisac. Svaki put kažem to ime pjesme, ime knjige i rekao otiću provjeriti ime pisca, ali se ne mogu sjetiti. Ама добро, си ја прочитал и ти омилени и викаш, многу беше ова Milan интересно. Kundera. Милан Кундера, добро, можда, ама викаш, Jesam li se ja to sjetio? Мислам дека ќе ми Na остане омилена. C17, upravo, live. Ime. Milan Kundera, je. Што е толку мокно во книгава? Tu Зашто викаш ќе ми остане омилена? Tu knjigu mi je predložio jedan malo stariji prijatelj i rekao je da ono, ako ju shvatim, ako ne. Knjiga malo je teža i knjiga možda nije skladna mojim godinama, ali ja nikad nisam volio šta je skladno mojim godinama. Uvijek sam volio nešto što nema veze s vezom. Šta mi se sviđa kod knjige? Pa sam naziv koji se protiče kroz knjigu. Ne bi sad tu filozofirao jer nisam taj lik, ali glavni lik u toj knjizi kroz cijeli život nekako sve ide lagano. Аха. I odnosi sa ljudima. Ništa ne shvaća preozbiljno. A ja recimo imam taj problem. Ja sve shvaćam nekako možda nekad preozbiljno i trudim se što sam stariji da nekako budem lagan u vezi svega. Malo ima tu nekih dubljih tema kojih sam dirao, stvarno to ne bi na televiziji, ali jako dobra knjiga. Браво. Pročitajte. Браво. Добра интересна. Sve kamere pročitajte. Има такви Да. книги, убаво е да се препорачуваат. Убаво е книга да се препорачува, Да. па макар и она ревју на YouTube да изгледаш, добро е. Da, je. Колку да пофатиш. Istina. Да. А Netflix, пример, гледаш или не? Netflix, da. Nedavno sam gledao zadnju sezonu najdraže serije, Stranger Things. А, Stranger, колку направише? 5 Шест. или 6 беа? 6. Да. Сите ги одгледа, значи. Sve sam pogledao. Ја завршив кај втората, третата не ја пуштив. Ja više isto, ja mislim da mi mladi i mi kao narod sada imamo problem sa pozornošću. Sve nam je kratko. Ne možemo izdržati ništa. Sve ako vidim da traje film 3 sata, pa neću ga pogledat da je... Или ако е серија, да е мини серија, Ne znam да koja трае glumica u 5-6 njemu. епизоди и толку. Da, Ne. istina. Da Recimo, nema sezoni. krenio sam gledat Modernu obitelj ili vam ga Modern Family. е. Na 5. sezoni su me izgubili. Па добро. Pa ne mogu. Добро што си стигнал до 5-та сезона. Smiješni su, zanimljivi su. Da. Ali ne mogu. 10. sezona, pa ko do tad... Nemamo vremena više. Da. Kad bi dan bio duži od 24 sata, Окей. možda bi pogledao Тогаш 10. možda. sezonu, da. A ovako, ne. Ама знаеш кој ќе ти речат, има време за се. Ba ima. Meni pogotovo. Ja imam 20 godina. Има време. Pa stignem. Има. Така, ако си го изменаџираш како што треба. Često dobijem pritisak od ljudi kao da nisam pogledao neki film. Kako ne znaš što je klasika? Ali ja stvarno mislim da
Ni oni sa 20 nisu sve filmove pogledali. Da. Pa nekako... Točno tako. Pa jel da? Šta si ti sa 20 godina radio? Тоа е многу интересен период, да ти кажам. Koga si slušao i koji ti je film bio tad najdraži? I kad je to bilo? Значи, да, у 75-та. Je li to bilo davno? Па, види, 20 години, значи тогаш имаше една А1 телевизија Македонија. To je znači bilo prije nekih 5 godina. Да. Da. 7. И тоа беа, да, и многу интересни времиња. Многу имаше македонска продукција, што за жал можда сега ја нема толку. Знаеш, кога сме кај тоа хрватска продукција следиш? Nije puno bolja. Као филмови, серии... Nismo se proslavili baš. Немаш, а? Ne. Svadba. Pa to je Тоа hrvatski е redatelj. тоа е ново. Pa evo Hrvatska je, Pa Hrvatska. hrvatski redatelj, ali su glumci sa svih strana. Hrvatsko-srpski To je uspjeh продукција. cijelog Balkana, ja bih rekao. Da. Да. Види, тука е интересен и Тоше е интересен, знаеш, тоа е еден Апсолутно. македонски производ што ја имам впечаток као во Хрватска да го сметаат као Хрват. Да. Знаеш, као да е таму домашен. Pa ljepota Tošine situacije je što je isto bio svačiji. Да. Jer se tako i odnosio. I evo recimo, on je idealan primjer da njega gledam kao uzora. Ne možda samo u glazbenom smislu, nego i u tom osobnom, ono, kao osoba, kao čovjek. Baš je bio primjer. Да, ма знаеш, интересно е... Bio je mal u toliko velikom svijetu. Да. I ja mislim da je to poanta svega. Nikad nije bio velik. Кога Sebe tako nije gledao. Тоше Bar ja tako doživljavam. трагично нели замина од светот, ти си имал колку година, 2, толку, така? Jednu. Една година само. Тоше на последниот концерт, кога беше во Скопје, излеговме заедно. И тоа ми му правев во тоа време работев во А1 и му правевме интервју Da. пред да излезе. И на последниот концерт на градски стадион пред сите тие Koji se sad zove po njemu. па арена Тоше Проевски, да. Tako je. И кога излегуваше, јас сум со него фактички во тие 5-6 души што излегуваат, знаеш, Да. и тоа ми онака увек се ежам кога ќе се сетам на тоа. Vjerujem. Ама знаеш, многу е интересно дека ние, еве, мојве генерации, ние растевме со Тоше, односно живеевме со Тоше. Тоше од анонимност до звезда сме го живееле. А ти си имал само една година, значи ти, знаеш, се што си гледал од Тоше, знаеш, како да зборуваш за Елвис, како да зборуваш за Рей Чарлс, како да зборуваш, не знам. И сега многу интересно како тие генерации нови, ти си имал само една година, пак ќе речам, а сепак си фан и си го слушал и си истражувал. To je zanimljivo, da. Знаеш, стварно е тоа интересно и Ali пример. meni je jedino žao što, evo, nisam imao ni priliku ni Tošeta čuti uživo, ni Olivera. Ali su oni toliko predivnog rada, predivnih ponašanja, intervjua ostavili, Пример, koje тоа сакам да ja те kao прашам. osoba sa 20 godina uživam И gledajući ги истражуваш, i пример, učeći. одиш на Apsolutno. YouTube за да видиш Тоше интервју, не знам, стари албуми, први албуми да те Апсолутно. интересираат, Апсолутно. како еволуирал. Apsolutno. Има некоја песна еве да ти текне да ти е меѓу поомилените од Тоше, Од ама Тошета ако можеш и дефинитивно- постари некој пример ако ти текне. Bože brani od zla. Браво, добро, кул. Izvedba koju ću i odraditi i u Skopju kad budem nastupao. Baš se veselim во Јане tome. Санаски. Da. 9. април. To mi je jedna od najdražih pjesama. Ali ima mnogih tu. Jedna od novih koje tek sam sad čuo zadnjih par mjeseci je Malena. Браво. Odnosno Mala. Mala. Mala, ja na sve pristajem, krivicu priznajem. Ти хрватските верзии помалку ги знам. A joj, pa vi da. Знаеш, пошто има македонска верзија секоја песна. Istina, nisam o to razmišljao. Pa kako se kaže Mala na Знаеш, makedonskom? ова е Боже брани ја од зла, така ова е Боже чувај ја од зло. Bože, čuvaj od zlo. A Mala se kaže kako kod vas? Не знам сега тука треба да ми помогне. Малечка. Така? Maleća. To je ta. Да, Тоше, стварно, мислам, нешто што може многу и да се учи, и да се гледа Апсолутно. кариерата и све така да, мислам, дај Боже. Да. Знаеш, некој ќе те спореди нов Здравко Чолич, некој нов вака така. Биди си ти Јаков Јозиновиќ и се ќе биде во ред. Спомна неколку пати моја екипа, знаеш, мојот тим, оно, кој е јадрото на тимот? A mislim, u početku kad sam objavljivo te covere i radio svirke, to sam sve sam radio.
i cijeli taj neki TikTok moment koji se dogodio je sve bilo neko moje objavljivanje i upornost. A onda su se zapravo samo priključili ljudi koje sam znao i prije toga. I to iznimno cijenim. Nije niko došao nov u moj život, u smislu da neko kom ni ne znam da li mogu vjerovat. No probale, sigurno. Pa, mislim, naravno da da, Така. ali uspjeli nisu. Tako da, moj tim ljudi apsolutno nije ogroman, držimo se svi nekako u tome. Po 15. put kažem, mali smo u ovom velikom show biznisu i to je tim ljudi koje ja iznimno cijenim. Trebam li ih nabrojat? Не, ама зашто не се секира, знаеш? Што ти покриваат? Što nije moja briga? Pa Da. ja sam nažalost karakter koji se brine i za ono što se ne bi trebao brinuti. Aha. Tako da je sve moja briga, a pola toga ne bi trebalo biti. Ali dobar sam, držim se. Например, што не би сакал, ама ете, нешто во тебе не ти дава и за тоа се интересираш. Pa mislim, sad smo radili Split koncert, evo nedavno. Dobro. I publika je ušla samo na jednu stranu bine. Na jednu stranu dvorane. I onda se napravila na toj strani dvorane gužva, a na drugoj strani dvorane je bilo prazno jer ovi nisu mogli doći. Tak. I ja sam se brinio zašto su ovi tu ušli, ako su mogli tamo, ako je ovaj mogao ovima reći da tu... Majko. Брзо ти кажи ова A koncert za направи. 5 minuta. Da. To je recimo neki bio primjer. Јаков, шеф на логистика. Ma da. Имаш увидено некоја грешка што си направил до сега или не постои нешто такво? Greška koju sam napravio. Имаш нешто такво? Pa mislim, ne pada mi na pamet, ali svi mi griješimo. Na greškama se uči, tak da... секако. Pa mislim da nemam. Još. Рано е. Со кого би сакал, да речеме, да соработуваш и дали воопшто ти е интересно сега да правиш, не знам, дуети едно друго или си фокусиран за сега да градиш соло кариера? Ja definitivno želim imati duete, samo što mislim da trenutno moram raditi svoju glazbu, jer je to ono čega fali i čega publika želi. Ali, recimo, za godinu, dvije se apsolutno vidim sa nekim ljudima da radim duete i iskreno se veselim tome. Jer ima dosta ljudi sa kojima mislim da bi ja pasao da snimim duet. Добро, има ли некој се, нормално не дека ќе снимиш таков дует, но дали би врзал неспоjivi жанрови možda? Da, Знаеш. volim spajati nespojivo. Kao i na svojim koncertima. Dobro. Tako da, definitivno bi volio. Možda ne bi eventualno rock snimio. Dobro. Sve ostalo može. А имаш жанр што тебе ти е интересен да си го слушаш приватно, а луѓе би се изненадиле? Pa ne znam, dosta volim R&B. Аха, као R&B, Ашера, Лаја, не знам, Tako je. такви ретро Tako R&B-а? je. Pa što zapravo ja i nekako pokušam kroz svoje pjesme, ali to bi volio. Dobro, интересно. Moram razmisliti da li bi još nešto htio snimiti. Сигурно има. Da. Сигурно има. Метал слушаш? Не. Ne slušam. Такви работи не. Добро. Ne bi to mogao odraditi. Хип-хоп некој таков? Pa možda bi nešto uspio snimiti. To bi... Nešto 50 Cent, tako, a? Нешто, да. Može. B.I.G, Tupac. Je. Može. Ќе биде интересно. Гледате 1 на 1, овозможено од Good Nature, вкусот на природата. Добро. Супер. Се е подготвено. После 15 години знаеме како се снима емисија и знаеме дека не е само да изгледаш добро, туку треба и да се чувствуваш добро кога ја водиш. За силата што ми треба во секоја епизода. Ова е тоа. За денес ви го препорачуваме Good Nature чајот со ѓумбир и лимонска трева. Идеален кога сакате да се разбудите без кафе, ама со енергија. Ѓумбирот го загрева телото, лимонската трева дава свежина што ќе ве ресетира после напорен ден. Без вештачки ароми, без драма, само чиста природа во шолја. Good Nature кога сакаш топлина и свежина во иста голтка. Со правилно селектирање и рециклирање на отпадот не само што ги намалуваме негативните влијанија врз животната средина, туку и придонесуваме за поквалитетен живот за сите. Пакомак е тука да ни помогне во тоа преку нивните повратни вендинг машини и мобилната апликација EcoMac. Секој од нас може да учествува во процесот на рециклирање и да добие награди за својата еколошка свест. Селектирај, рециклирај и биди дел од решението, а не од отпадот. Заедно за почиста животна средина со Пакомак.
за тебе во овој момент, што е успех? Во овој момент. Значи не збориме на 30-40, веројатно ќе ти бидат различни работи. И нека не е ни поврзано со музика, може ти е друго. Што мислиш дека е успех? Знаеш, во денес што сметаш дека животот ми е ваков? Океј. Не за 10 година. U ovom Сад. momentu za mene je uspjeh kuća puna naroda. Што значи тоа? Dvorane gdje ljudi zapravo popune prostor i daju cijele sebe na glas. Ова. Bravo, je! Ова е. Ovo je значи. bilo u Sloveniji, u Ljubljani, u Cvetličarni. Браво. Ovo je moj prvi koncert kojeg sam ja stavio u prodaju. Danas smo to komentirali. Ovo je, dakle, prvi koncert kojeg sam ja išao raditi na karte. Да, se да, kupi. Комерцијално, онака. I prodao se istog momenta, u smislu... Da, prodao kao za se 10 minuti. Ma nije ono, Dobro, da. dok se obradi. Dok se karta Super. obradi. A bilo je u 2 sata, ja mislim da se oprodalo. Супер. Je. Супер. Predivno. pa- Evo ovo je za mene nagrada. Mislim da slika govori više od riječi. Апсолутно. Ама пази, има и тука и други некои работи. Сега, ти, млад дечко, сингл, 7 први реда женски. Знаеш, Single. тоа многу 99,9% од твои врсници нема да го доживеат никогаш. Па и поише 99,999. 9. Пази, како изгледа тоа, знаеш? Мокно ли се чувствуваш? Гордо ли се чувствуваш? Како е? Naravno da mi laska. Ali mislim da se nikad ne trebamo osjećati moćno. Što je moć? Но не знам, те прашувам. Zvučim se sad ko neki filozof. Što je moć? Да. Da li je moć? Šalim se. Definitivno mi laska, ali mislim da treba ostati prizeman. А Jer nije normalno da ja sad počnem misliti nešto ludo o sebi. Treba biti успеваат да стигнат ispod ovog tepiha. да стигнат до тебе после концерт? Što? Тие фанови? Pa, Или не им даваат? da. Pa ja, tu sam, zbog njih sam tu gdje jesam. Jedino što je sad problem, što često ih zna biti puno. Pa recimo svako slikanje bi trebalo po 5 sati. Tako da odradimo koliko mogu i koliko stignemo. А после тоа си се затвараш сам во пештерата? Sa društvom. Sa mojim ljudima, meni dragim ljudima. Bravo. Ne budem sam. Pa ne treba biti sam. Овие пријателиве од детство едно друго? Da. Браво. Да. Најс. Тоа е добро. Освен тенис, да речеме што еве установивме, пример, сакаш да готвиш или такви работи? Volim si skuhat recimo narudžbu s Volta. Jel imate vi Volt? Аха, супер. Одлично. Одлично. Во тоа си експерт. Volim si naručiti hranu. To mi je kuhanje najbolje. И што ти е Halo, феворит? dobar dan, kad su piletina? Кинеско што едеш? Može. Što prije, ako nije problem. Jedino što ja znam dobro skuhati je pesto, pasta Aha, pesto, pasta carbonara, torteline, juha iz vrećice. Супер. Паста related работи. I što još znam? Pasta related, da. Сендвич песто можда. Da, znam si Што sandvič песто, napraviti. моцарела, патлиџан, тоа е тоа. I znam si... ma to je to. Не ти треба плюс. Ali sam komentirao, dok bude moj koncert u areni Јане Сандански, добро. ja ću se preseliti u jedan drugi stan. U tom stanu ću imati bolju kuhinju, Аха, добро. što znači da bi ja mogao početi kuhat. Što znači da ja kad dođem 9.4. vi ćete doći s kamerom, Ќе знаеш јајца да свариш. jesi li krenio kuhat? A ja bi trebao odgovoriti da. I pitajte me, koja 3 nova jela sam naučio kuhat? Добро. Pa valjda ću nešto znati. Па да видиме. Pa nešto bi Кој mogao. ќе ти донесеме мало решо со Pa, тавче, со нешто да видиме. biftek, Ајде, дај да видиме. čevape, Точно. Скара, јадеш скара? boraniju. Što? Скара, јадеш скара? Što je Роштиль, skara? Роштиль? Roštilj, kako ne. Да. Нема, не си, Poslije koncerta nema slađe. не си балканец ако... Pa jesam li iz Balkana Ako- ili nisam? Што е тоа што те нервира кај тебе? Не може да немаш, сите имаме. Kod mene? Да. Tvrdoglavost. Znači moja menadžerica. Da ju pitate, pa to koliko ja mogu tvrdoglav biti. Meni nekad nje bude žao i ljudi oko mene. I nekad, to sam baš razmišljao, da li bi mi ljudi, kao ljudi, puno više radili na sebi kad bi sebe vidjeli iz pozicije, evo da sam ja sad u tvojoj koži, da sebe gledam. Apsolutno. Pa ja izlazio ne bi van da sebe... Така е. Ja sigurno ne bi bio zadovoljan. Така е.
Tako Види, da, може не дека не задоволен, ама ќе си ги видиш сите мани, ja uvijek онака. kad pogledam video sebe na TV-u, ja si mislim ja ne bi nikad sa sobom mogao dobar biti. Nikad. А пази, гласот кога си го слушаш, ти се... Nemojte ljudi to misliti, molim vas. Да. Ти се допаѓал гласот од секогаш? Знаеш, полно Jer mi se sviđa glas moj. Да, зашто полно луѓе кои ќе се чујат викаат, јас сум ова, Znate, evo, nedavno mi se to dogodilo da sam bio zadovoljan sa svojom izvedbom. Aha. Pjevao sam pjesmu, ne znam da li znate, od Urbana, Iskra. Дамир Урбан. Damir Urban. Da, Pjevao sam dobro. njegovu pjesmu Iskra. To je jedna Он od, имаше една, ама не знам да jedna od беше. najljepše napisanih, usklađenih pjesama. Dobro, Nju sam dobro. pjevao nedavno u Splitu. I presretan sam tom izvedbom i ono, jedva čekam dobiti priliku opet ju izvoditi. Тоа е супер. Добро, види. Ние сме задоволни од сите твои изведби, така да, окей, ти чим си нашол една, тоа е добро. Ајде брзи прашања за крај. Чиј глас те... A zašto mora biti kraj? Пак ти во филозофија одиш. Ko nas reže? Зашто мора да е крај? Koliko ovo traje? 2 Zar je- сата. 2 sata. 2 сата. Тоа е тоа. Идемо да још идеш- едну емисију Мораш да снимати. идеш да спаваш. Može, slušam. Слушај сега. Чиј глас те ежи од убавина? Чиј глас? Кога Оливер ќе го Дрговиќ. слушаш? Оливер Дрговиќ. Добро, окей, се прифаќа. Жар во кој никогаш нема да влезеш, ама лично тебе ти е многу интересен. Žanr kojeg inače možda Никад нема да влезеш у тоа? neću pjevat. Да, ама лично ти е интересен. Recimo, najbanalniji primjer, Aleksandra Prijović ima tip pjesama koje ja nikad ne bi pjevao i radio, Так. ali nekad zna dobru emociju ubaciti u pjesme. Некојаш I zanimljiva bude. некојаш ќе си ја пуштиш. Zna me malo, Да. nešto. Добро. Песна што никогаш не би ја пеел јавно, не мора да е дека се срамиш или нешто, може да биде поради емоција, мора да биде поради тежина, тешко е да е да се испее, која не би ја запеел. Бар за сега. Nemam. Нема такво нешто? Ne. Добро, фер. Песна што те Pa враќа... metal neki možda. Можда, добро. Песна што те враќа во детство, онака, затвараш очи, Јаков дете. Zatvorio sam, samo malo. Ајде. Čekaj. A možda da je Tuga snijeg, jer sam to kao mali pjevao. Дека ја кажа не може. A, ta ne može? Да. Onda će biti ti si moja prva ljubav, Dino Jelusić, Eurosong. А, добро. Ја реков, ти си моја Ти си чоколада, моја. ќе речеш. Сега, нешто. последно прашање. Нешто што луѓето мислат за Јаков, а е скроз погрешно. Tako je. Aha, da nešto... Nema ništa pogrešno. Шта? Се што мислат за Јаков, се е Sve вистина. što kažu lažu. Šalim se. Се е вистина. Što misle za mene, Da. zanimljiva stvar, što misle za mene je da sam ja jedan ozbiljno dobro pripremljen projekt, da iza mene stoje ogromni ljudi. Cija. A iza mene, dragi Bog, šalim se. To je to. Добро, се прифаќа. Da, niko ne jebao, laž najveća. Bio tandem. Ќе истражиме. Znate koji tandem se dogodio? Ja, TikTok i dragi Bog, evo. I spojili se u jedno i Da. niko ne stoji. Da. To je jedna zanimljiva laž koju sam čuo za sebe. Видиш, интересно. Еве, еден подарок од нас за тебе. Од сега. Од И ова ја- снимање. Vi ste već to izradili. Па да, Pa vi ste brži nego moj internet. Pa gdje god da dođem, pa čak i u Ова треба да Hrvatskoj. е антиреклама за мрежата на која што е Јаков. Za malo sam Ne, spomenio, kažu ove za koje. malo sam spomenio, ali nek me plate da im ne spomenem ime. Така е. Good Nature е најдоброто од Македонија. Свака Ова се част. чаеви Јаков, добри чајчиња што ги пиеме ја и Good ти Nature, сега. свиѓа ми се. Да, за да биде грлото како што треба за 9. април. Za Јане 9. Сандански. april s ovim dolazim i sa Good Nature Te i sa čekam. dobrom voljom i Apsolutno. sa ljubavlju za cijelu makedonsku publiku. Ja se nadam da se vidimo u što većem broju i da će zapravo neko doći na koncert. Jer ja i dalje vjerujem da mene niko ne zna ovdje. Ќе видиме. Ќе видиме. A vidit ćemo. Јаков, се гледаме. Ова ти е Yes, we never know. прво гостување у сезона 17, ама осеќам дека и наредните сезони ќе се гледаме. Sjećam i ja. Ljubim!